Во убаво расположение, повторно се враќаме да го продолжиме разговорот со нашите гости. Застанавме негде кај Тијана, интересни спомени, интересни моменти. Дима Илиев ни ги сподели некои од анегдотите кои што се случуваат позади завесите или публиката кога не ги гледа. Тијана, како е ситуација кај тебе кога е тапанот во прашање? Имало ли некоја ситуација интересна, необична? И како се вадиш од тие ситуации? Еве на последната свадба, на крајот на скрос на крајот на вишеорото завршува и на крајот последниот удар мене ми падна танката прашка доле. И со прст продолжуваш. Никој не гледа, јас сам одма се вртам, гледам, падам ситуација, се спуштам доле полека, ако можам да се спуштам, го земам пак или секогаш си носам и резерва. На врвцата имам друга прачка, мора на се да се мисли. Да. Најсмешна една, мене ми беше смешна, а и малце ме фати страф. Треба да свирам свадба. Свириме свадба во Берово и јас се кријам горе на спрата, доле надвор беше свадбата, горе бев во куќата и од скалите да се симнам доле за да ме виде народ. Кај гостите да сим. Почнуваат да свират и јас тапанот не ни го проверив. А најчесто секогаш го проверувам дали е се окей, дали има нешто, некој проблем, дали ми се тука... Дали се на број. Дали се на број. И колегите почнуваат да свират и јас само што го земав, го ставив на рамо и ми падна. Ми падна доле. Луѓето више почнаа да ме гледат. А другиот колега он доле ме чека и ми се смее. А тапанот се тркала сега? И сега не знам, и го фатив, додека се вртам од позади да го врзам некој. Го бркаш и чукаш по него. Да, па за да се спуштам доле. Значи, мало интересни ситуации. И смешно, и не смешно, и така. Си ја наредила работа. Да. Зависи како ќе се однесеш со таа ситуација. Секоја може да се направи некоја смешка, нели па да излезе, ако те фати паника, може да излезе. Ме фана паника, ама гледав. Си викаш леле, само што почна свадбата, отиде тапанот. Ама го смее и му викам. Ма колегите се тука да извадат ситуација. Да, ама вака ме видоа, колегите од доле ме гледаат. Ми падна. Се стрчал да го земе. Да. Браво, интересно, да, интересно. Да не заборавиме да ги споменеме и девојките од другиот тим, тоа е Ана и девојките, каде што свириш во бендот. Имало ли со нив некоја интересна случка? Тоа се настапи во живо низ Македонија. Прво да ги поздравам, они се моментално на работа. Интересни случаи секогаш има, секогаш знаеме да се смееме на сред настап, додека свириме, бидејќи е жива свирка и жив настан. Најсмешен дел е кога свиревме четврток, петок, сабота, недела вечерта и бевме толку уморни и недела пред да почнеме да свириме, не нормално дека не сакам да свирам, ми се спие и само што почнавме 1 сат, не знам дали помина 1 сат, снема струја. Леле. Караоке. Таква енергија имавме, но на пола сат снема струја. И на Ана како почна да пее, сега јас свирам мојот инструмент и да не е озвучен, се слуша. И само најнаш Ана треба да викне да испее песната и како почнува се исклучува и она си продолжи да пее и Маја почна да свира. Има такви интересни моменти. 3-4 пати ни си има. Дошол некој да ти рече дај ми го тапанот, јас можам да чукам, знам, сум чукал. Да, тоа на свадби скоро. Да, па сигурно има на свадби, ама има и на свирки скоро. Преку 2-3 свирки знае некој човек да дојде да ми каже дека знае да свире. Ама не се дава баш така. Ама некогаш кога ќе видам дека не знае да
мислам, знае да свира, ама не знае или може да Нека го се земе негов тапан и нека се чука. Да. Зависи дали е на почеток на свадбата или на крајот, кога веќе сите знаат и да играат и да свират. Баш така. Зависи од ситуација. Ама знам да секогаш давам. Ако знаеш да свириш, слободно дојди. Јас Повели, се тргнам, повели, повели. види како е искуство. Дима, кај вас имало импровизации на представи? Ке се заборави текст или ке се сгреши нешто? Ве фаќа паника во тој момент? Па колегите? Како нема. Има колеги кои што многу сакаат да импровизираат, ама не ги бива за тоа. А има колеги кои што стварно знаат да импровизираат и е доста интересно. А понекогаш толку се претерува што една сцена од 15 минути трае пола сат. Така што понекогаш и дури се кажуваат и невкусни работи што не треба. Јас не сум од тие, да речеме, импровизатори или смешни артисти. Се случува да заборавиш текст, да застани мозок, тоа што е најстрашно. Но луѓе сме сите се може. И на сон, кога ти доаѓа дека играш во некоја представа, појма немаш во која представа и кој костим го носиш и што не знаеш ништо од текстот. А на сцена, кога не знаеш, се случува, застанува мозок. Да. Суфлерот ти фрла текст, ти не го слушаш. Да. Мислиш дека е текстот на колегата. Ве прати ли тогаш колегата тој да ја превземе улогата, да ја продолжи го правиме представата? тоа, мислам, некојаш се може да сети публика, често не може да сети, колегата ќе гледа дека нешто не е во ред, се вртиш на ке суфлерот или го гледаш кој знае како бело, а ова како беше тоа и ти дава некако пола шлагворд за да тргнеш. Кај мене ја имам еден проблем, уште од прва, втора, трета проба, читачка и ние ги викаме на маса, се случува една реченица, може збор да е или два во реченицата, или една реченица, една реплика, ние што викаме, знам дека ќе ми прави проблем. Мене таа реплика, зависи сега од режисерот, ова да бришиме, нема да ја научам. И јас нема да ја научам никогаш. Така. И сега зависи од режисерот, не, многу ми е битна, многу ми е важна, добро. Ако ти е многу важна, ќе гледам, ама што се случува? 2-3 страници пред тоа, јас веќе не мислам на текстот, диалог имаме со колега, со колешка, јас не мислам на тој текст, го кажувам, тој немам проблем. Ја мислам како ќе го кажам оној другиот и ќе застанам таму, обавезно грешам. Тоа ќе го направам кейп на режисерот до премиера, после премиера го бришам тој текст, тоа е чудо едно. Скоро во секоја втора представа се случува. Така во разговор со колеги вика, секогаш го преправам тој текст или го бришам. Значи се случува кај сите. И тоа е многу страшна работа, кога ќе заборавиш текст, кога гледаш бело, кога и колегата не знае. Имавме колеги, можем да го кажам покоен Ацо Јовановски. Ацо Јовановски мизансценот секогаш му беше од сцената десно, до суфлерот. И сега имавме и таа покојна Жана. И Жана знае, не знам, да се заборави нешто, и нешто ногти чепка, нешто вона. Ацо, со текстот така, и оди, Жано, кажи ме, Жано, а на која страна сме? И ќе го скокнеме, тоа, ајде, друго, едно, 2-3 реплики скокаш, одиш натаму. Некојаш публиката може и да примети, некојаш не. За импровизациите, секојаш сум бил, нека има, интересни се, некојаш се кажуваат, обично во комедија е тоа, во драма или трагедија не можеш. Во комедија може. Денеска се случило нешто, на телевизија, не знам, ово, нешто интересно. И
може колегата и ќе го каже тоа. Публиката го знае, реагира така. Има представи кај што може да се импровизира. Ама секогаш викам со усул. Некогаш се претерува, па малку е невкусно. Така. Не споменавте комедијата, во што најмногу вие уживате како актер, во кои ликови најмногу се пронаѓате ли ви се најлесни за глумење? Комедија, трагедија или нешто можеби сосема друго? Од прилика, сега така ќе ви кажам, секогаш би давале улоги кај што некаде во драма, во не знам, трагедија или ова, она. Посериозно. Што вика и Коле и ова, ти си најсмешен во комедиите. Имаше една, не знам дали ја гледавте, Викенд на мртовци. Да, знам. И во филмот и мојата улога играше Бата Живојиновиќ. Да. И влегуваме во таа, јас и секретарката, јас директор играм на овој што на Мешко, жена му починала. И тука се е испревртено со текстот. Нарочно го направивме тоа и не знам. И вика и така и почина. Ја викам ова е прв пат и почнува да се смеат, така се смеат, почнува прво Снеже Стамеска, се смее, па се треси, мисли ако се сврти со грб публиката не ја гледа. Луѓе, знаете ли што се случуваше? Останувавме од 10 души, двајца, јас и Бешко на сцена, и се гледаме вака и Бешко само прави. Ама сериозни, мртви. Публиката 5 минути, овие сите излегуваат од сцена, колегите. Од смеење, Мари Бабич спие представата и он не може, се треси, цел станува, излегува. Публиката сваќа што е, аплауз, за да се смири, да се стиши се, ќе влезат и викам, сега може да почне. Супер. Сакам, мислам, прашањето што беше комедиите, ама ги сакам оние комедии така што се со мерка, кај што не е само смешка за смешка да кажеш колку. Па има колеги што ако не му се насмее публиката, па ќе го повтори. Па ако не се насмее, па ќе го по трети пат и публиката тогаш се чувствува како да ја правиш, ајде да не речем глупа или вако, не реагира, дури е разочарана зошто така зошто така правиш. Јас не знам, комедии многу сакам, ама оние што се така со мерка, со усул, со велена, кој што кажам. И не знам, иако повеќе сум играл во драми и во трагедии, комедиите ми лежат. Јас ги сакам повеќе. Си уживате повеќе. Последната, таа што им беше за пензионирање, што е по вистински настан, татко кој што си ги малтретира своите деца, дански текстија, тој филм има снимено, си игра ни свето таа представа, јас го играв таткото, кој што од 8 години децата ги злоупотребува сексуално. И ќерка и син, кои што се близнаци. И јас еднаш вака во едно интервју кажав, викам, кој лик го сакаш, кој лик ти не можеш да малку неблагодарно да се одбере. Неблагодарно прашање и за одговор. Викам, сум ги сакал, си ги сакам сите, ама само еден лик мразам. Тоа е тој ликот го мразам, човекот го мразам кој што го игра. Јас го играв колку што можам и како можам. Мислам дека беше многу добра представа. Ликот што го играв го мразев. И нормално се тоа пострашно нема, кај што и синот и кажува на мајката, а ти влезе и не виде што ни прави таткото и не реагираш. Да. Страшна представа. По вистински настан правена и еве сега ми е така, а тоа ми беше последната представа во театар. Така. За жал има многу такви ситуации во светот, и кај нас се случува. И молчат мајките за мир некој во куќата или обратно, не знам. Да, па затоа потоа се прават и представи, филмови по вистински. За да се подигне свеста, да престанат такви работи. Може да видиме со фотографиите на Сонја најпрво. Додека сега наместиме тука бидејќи имаме ваши фотографии тука физички, ќе ги погледнеме на господјата
Сонја, ќе ги искоментираме. Можете слободно. Кои фотографии сакате, искоментирајте ги, кажете. Да, овие се од вешта жена, една од моја вешта жена, Петра. Она погаче прави многу убави за венчавки, за свадби и така. Многу драга ми е ова. Супер. Ова ви е уште подрага, сигурно. Ова е од внукот. Кој? Во јуни. Кој внук? Во јуни. Па третиот. Внукот. Најмалиот, свадба. колку има или најмалата, колку години? Најмалиот ми е внукот. Добро. Сега има 11 години. Значи, веќе не е ни тој мал. Браво, сите пораснати, супер. Сега правнуката. Ова е исто погаче од Петра. Сега за етно вешта жена ќе има многу. Направена Така. кукурура е. Да. Да. Ова е вештите жени многу и патуваме ние. После секој настани на крај патуваме, ова е ние во Евија. На море бевме 10 дена. Од сите градови има кој е слободен, кој сака да оди. Убаво се дружите. Да, се дружиме, да. Мој Секојаш колеги. си правиме забави таму. Ова ми е од внуката прва. Овде е цела фамилија. Овде ние цело семејство, 22 Браво. двајца сме. 22 сме. Прво колено. Прво колено. Да сте сите живи и здрави. Да, живи, здрави. Да, ова е првата Бројни. свадба од внуката што ја правевме. Она е сега во Германија, таму живее, пошто и таму студираше. Така. Од овде беше пратена, ама не ја искористија овде, затоа што немало работно место, она има нанотехнологија завршено. Немало работно место во Македонија. Па и не, така, треба учење многу. Да, да. Да. И она е сега таму. Ова исто е една маса победничка од вешта жена. Леле, колку убаво Ова се изгледа. торти? Да, ова е торта и тоа е другото главно јадење. Затоа што кај нас, например, за вешта жена треба да биде за 4 особи сервирање на семејна маса. Значи Има сервирањето главно се јадење, вклучи. сервирање све од тањери, од чаши, од тоа. Тоа треба да го научат, секоја треба да знае. Мене пеперучките ми оставија печаток. Да. Овие сме на едно патување, ја годинава бевме на крстарење, низ грчките острови сите. Беше убаво. Многу сакам да патувам и ја и мажот ми и имаме, можам да кажам, скоро цел свет. Може Прошета. у Америка, Јужна Америка сум била, другата не. Иначе секаде сме били. Браво. Многу патуваме. И деца изгледани, и Да. внуци, И прошетани. Ова е- прошетани, да. Ова е во Курие, кај што правиме етно вешта жена за А, за тоа што зборувавте во првиот дел, така, да. Да, за крстилницата. Тука Е, со ова сега македонското бевме на едно знаме. патување во Белград. Бевме Белград, Будимпешта, во Темишвар и овде на Калемегдан изигравме едно македонско оро, пеевме и јас као председателка Браво. на Грдаја Како ве со гледа од знамето. страна? Сите не гледа и ни И се ракоплескаја, придружија, може. многу се придружија. Супер. Ева, Е, овде на последната фотографија. 73-тиот роден ден, овде сум со внуците, сите внуци. Што си го славам, ние Има ли сите роден поголемо ден. богатство од ова? Ние сите Браво. роден дени си ги славиме и на деца, и на внуци, и на правнуци, и на све. Секој ден и секогаш имате сме вие. заедно. Така Да, треба, Секој така ден треба. да, секогаш сме заедно. Супер. Бави поводи Да. и понатаму да имате да се собирате. Да. Вистински пример како треба Да. да се собира. Најдобро е семејството секогаш да биде на окуп. Ја мислам дека прво што треба да се посвети е на семејството. За да има многу љубов, треба да им дадеш љубов, да они се сакат и да они продолжат. Да, Да, бидат така, да воспитани пренесат така. тоа. Да Да го видиме на пренесат. Дима дали се подготвени фотографиите. Има, мислам, две кои јас ги испратив, а другите се кај мене. Што Дима, ева со наградата. Да. Таа си имнав од Фејсбук. Па, сигурно од од Facebook. децата некој ќерката има пратена. Јас имнав од Фејсбук и уште една, мислам, фотографија со градоначалникот на град Скопје. А, Еве ги да. честитките. Ете, до кај стигнав јас. Браво. Да. А тука ги имам јас. Се поздравувам. Ева, да ги наместам само фотографиите. Опа, една ми летна. Ева.
Тука, еве ги овие фотографии кои ќе ни ги објасни Дима. Ева. Тука е излегувањето на Делфина со Дарко Дамевски и Неда. Се обидував да видам кога дали излегува има... од водата, од маратонот. Така. Се обидував да видам дали има години на Не, фотографија. знам јас кога е. 76-та. Се си Ова паметите, е браво. 77-та војска. Ете, војник е. Тогаш беше ја на... ова сум на 6 години тука. Ова ми е многу убава фотографија. Мене ми е убава така. Чекај да видам со црното дека сме. Овие фотографии навистина будат посебни спомени, сигурно. Да. И црно-белата фотографија е Ете, така таму има позади посебно и бавина. кученце, но Ево ова го сум, Дима невеста. ова сум царица, кралица, во крал Иби. Интересно. Во крал Иби игравме играв женска улога. Так. И играв кралицата. Кој ви беше кралот? Ацо Јовановски. Ева малку поново. Ова е фамилијарната така. Добро, ова што ја пуштив ти, инако не смеев да си одам дома. Никако, ако не се покаже фамилијата, па нормално. Имам уште неколку фамилија. Тука се Не. жена ми, керка ми и двајцата синови. Така. Ова е од 2006 пишува на фотографија. така е? Да. 22.5. Епа, Пред 20 години, да. 2006. Тука со керката, Така. таа што не давав да биде глумица. Овде, ова е со Ненад Стојановски. Да. Овде сме во Неготино на свадба кај внука ми од брат, керка. А тоа малото девојче таму е Јана Стојановска, наша колешка, Леле. моја колешка, што сега е и пејачка. Тоа е ова тука. Колку беше мала таму? 8 годинки. Колку имала? Не знам, 8, 9. Па така нешто. Од прилика. Да, личи. Така личи на Личи. фотографијата. И уште една црно-бела фотографија. Ете, ова е од филмот Од Делфина. со покојна Неда. 2 месеца пред тоа, 2-3 месеца се видовме во Битола. Тоа беше една случка, една стар што сум го кажувал, ама е страшна работа што се случи тогаш. Така. Многу убави фотографии. Тоа да има време ќе би го кажал пак, ама не знам. Споминавте многу актерски имиња други, ваши колеги и колешки. За жал, некои од тие не се повеќе меѓу нас, но нивните дела ќе ги паметат сите кои што уживали во театарот и во филмот. Дали може да кажете неколку од вашите колеги и колешки кои што биле компатибилни со вас на сцената, да кажам, или на филмското платно? Не приватно, туку ете така некои режисери што сакале да ве спојуваат, што сте се разбирале во глумата. А мислите дали Како актерски ликови, да. Со некој што ви одало ептен лесно работата, да кажам. Тоа е секогаш, тоа се случува со колега или со колешка, кај што веќе си играл една, две, три представи и кај што, пример, режисерот ова што спомнавте, овие двајца ако ги спојам, ќе имам погодок, да. Ете, така беше, речеме, во од првиот здив, што земав Шишков награда, со Ѓокица. Прво режисерот ме праша, како стоите со Ѓокица, како сте? Оти може да си, не знам, се скарале, не живеат. После ќе кажам и некој друг пример, кај што па не сакал или не сакам со некој колега да играм. Иако тоа е малку ми се случувало, викам, да продолжам, викам со Ѓокица одлично. И добро, значи може главни улоги игравме. Може да Значи со Ѓокица Лукаревски одлично. Со Ѓокица Лукаревски. Може да играте. Одлично викам. Или за колешка некоја. Од овие три што мислиш, ако сака, јас да му бидам главниот. Од овие три што мислиш? Не знам, уште е млада или не знам како, па понекогаш со некој колега или колешка заради нешто друго. Со некој треба малку повеќе да се мачиш. Ја сега, ако сум го научил текстот, ако колегата не го знае,
Јас треба да вратам денес 15 пати, он не сакам на сцена и соберен да го учи текстот. Така. Затоа што Сакате со некој кој што си е подготвен за побрзо да се заврши работата. Време, губам од креација. А он си ужива во тоа што ќе си врати, па ќе си го поднаучи текстот. И тука многу се гледа, мислам, иако многу не сум бил од тие што сум одбивал улоги, што сум барал. Побарав улога само еднаш на Коле и тоа пред едно 7-8 години. Седиме во бифе, Коле ќе ја прави по трети пат Джон Пиплфокс. Во другите му играв Джон Пиплфокс. И ајде вика, седиме Ѓокица, Лазе Манасковски, Таше, Ана Становски, Коле, пиеме кафе, Коле ајде за проба и стана и дабе викам сега ќе одите вие, ќе си пробате, ја што да правам. Димове, немав Коле, немав што да ти дадам во ова. Што не те гледам во таа. Нема улога вика за така за постер. Добро бе викам, ако нема. Има Адмиралот, ако сакаш, ама 5 реплики како да ти ги дадам. Адмиралот ќе го играм. Станува и одам. Јас Супер, во секој случаите еден убав пример, една добра комбинација со Ѓокица Локаравски, кој што ако не гледа го поздравуваме. Имам уште неколку минути за фотографиите за Тијана. Да, ви благодариме за сите овие приказни кои што ни ги раскажавте. Ајде да видиме Ева Тијана, Тијана и тапанот. Тука ова е свадба во Беро, кај мојата драга колешка Наталија. Голем поздрав до неа. Тука беше многу луда журка. И тука ми беше случката со тапанот кај што Ти се покалаша? Малку, така, да. Добро. И најчесто за оваа фотографија ме прашуваат како стоиш на нога. На нога. Овде е свадба на моја втора братовчеда Софија. Голем поздрав и до неа и ова е, можам да кажем, една многу прекрасна свадба која што мене ми остави впечаток и од групата и од тоа како беше изненадно, не требаше да свирам, само го земев инструментот и изненадно и јас сама се изненадив од како и од публика и од како тоа испадна на крај. Многу добро. Еве како реагира публиката. Еве како реагира публиката. Тука сум на свадба кај моја школска другарка. Сум поканета од мислам дека тука бев како изненадување никој не знаеше, само деверот дека мислам дека знаеше и исто така многу прекрасни моменти. Со колегите од Модерато бенд. Тука сум на приватна забава роден ден со моите колешки Ана и девојките. Најчесто ме прашуваат зошто никогаш не можат и камермани и мои другарки кога свирам да ме сликаат нормална слика, природна. Нема никогаш, секогаш правам гримаци или фаци. Па добро кога се свири. Да. Кога свирам, не гледам како ми е лицето. Исто од свадбата во Берово. Бога ми ова треба човек ептен да е навежбан, вака разгибан, како ви. Браво. Прекрасна слика. Добро, 27 имам, Милена. Да. Секако имаат врска годината. Овие сликите кога ја пратив кај мои другарки ме праша, вика, добро, како те боле вика половината? Викам не. Кажи на 40 ќе ви кажам. Вика, добро. Ова е од концертот на Меморија. Еден прекрасен концерт, 40 години по повод групата Меморија. Најголем настан до сега кој што го имам доживеано и тука е ми е првиот тапанот ми е нов, прва средба со нов тапан. Пред концертот беше во сабота, јас тапанот го добив пред 2 дена пред концертот. Многу добар и прекрасно чувство. Истата свадба од како луѓето реагираат и еве и раката дури ми е врзана, да. Бидејќи свирев
ова нека биде последната фотографија. Како мала, како започна се. Еве како започна се. Ова е првата средба и првата слика со мојот прв тапан кој што си го чувам дома и Браво. си го ова е првото. Ева. Браво, и треба да. Тук сум порасната, да. Ова е за мојата матурска, пред мојата матурска вечер. Правев фотосесија. И правев со инструментот. Благодариме за Многу ни е мило. фотографиите на сите. Да, многу ни е мило што ни бевте гости. Немаме време, Милена. Не можеме да се доискажаме. Брзо ни лета. Ќе ги викнеме пак. Ви благодарам. Треба Подолги треба да ги правите Така, емисии. дока е 12, точно. Ви благодариме на сите. Благодариме на сите што ни бевте Ние што не гости. поканиште. Секако. Ние остануваме со програмата на Канал 5 Здраво Македонија, ги испракаме гостите, правиме кратка пауза.